Трите сестри самовили. Си бил еден овчар и си ги чувал овците во полето покрај едно езеро. Еден ден видел три убави девојки како се капат во езерото. Тие биле три сестри самовили. Овчарот им ги зел кошулите и тие не можеле да си одат дома, оти силата им била во кошулите. Го молеле овчарот и му ветувале дека ќе му дадат се што сака. Овчарот посакал да се ожени со една од нив, на најмалата, и се допаѓал, и таа останала со него. Но сестрите му рекле да не ја дава кошулата, оти ќе му избега. Овчарот ја сокрил кошулата на самовилата. На свадбата сите се веселеле и играле оро, само невестата не играла. Таа му рекла на овчарот дека не може да игра без кошулата. Сите сватови биле невесели, оти невестата не игра, па овчарот ги затворил сите врати и прозорци во собата и ја изведил кошулата. Кога самовилата ја облекла кошулата, играла многу убаво, но на крајот се качила во воздухот и излетала низ очекот. На одење му рекла на овчарот да ја бара во село Кушкундалево. Кутриот овчар бил многу тажен. Оставил се и тргнал да го бара селото Кушкундалево. Прашувал секаде, ама никој не знаел каде е. Дошол до еден стар човек во шумата и му ја раскажал својата мака. Тој го испратил кај својот брат, царот на сите животни, ама ниедно животно не знаело за такво село. Царот на животните го испратил кај третиот брат. Тој бил царот на сите птици и бубачки и ги повикал да дојдат, ама никој не знаел каде е селото Кушкундалево. Кога сите си заминале, долетала една страчка. Доцнала, оти била од многу далеку, од село Кушкундалево, каде што живееле трите самовили. Царот на птиците ги ставил овчарот и страчката на еден голем орел и тој ги однел во село Кушкундалево. Таму најмалата сестра била болна на умирање. Овчарот ја бакнал и таа се разбудила. Овчарот сакал да си ја носи дома, ама сестрите имале уште еден услов – да му постават 3 гатанки. Ако ги одговори, ќе си ја носи сестрата, ако не, ќе остане во селото да им биде слуга. Овчарот бил многу паметен и ги одговорил 3 гатанки, па сестрите морале да му ја дадат сестрата. Ма пред да си одат, овчарот ја фрлил нејзината кошула во огнот, за да не го излаже пак и да му избега. Така овчарот, самовилата и страчката се качиле на орелот, одлетале во селото на овчарот и среќно се живееле во неговиот дом.